Регионалниот актив на новинарите Исток, традиционално како и секоја година, така и оваа година, ја организираше манифестацијата Најдоброто од Истокот. Така што манифестацијата се одржуваше во хотелот Мајбери, тоа е поранешен Овче поле во град Свети Николе, и на отварањето, значи, и доделување на плакати беше од страна на основачот на Славјанскиот универзитет, доктор професор Јордан Ѓорчев, и нормално, како и секоја година, тие доделуваат плакети, така што оваа година беа доделени 15 плакети од различни области. Така што новинарите од Истокот одлучили, значи, епитетот за најдоброто во планинарските спортови да го доделат на планинарски спортски клуб Голак од Делчево. Така што ние нормално неколку членови од клубот учествувавме на оваа интересна манифестација и плакетата одлучивме да ја земе, значи, еден од нашите 6 младински лидери, тоа е Давид Златковски, со причина што тоа е со нас веќе 9 години од негова 5 годишна возраст. И, значи, манифестација, како што кажев, од најразлични области, меѓу кои што беше и амбасадорот на Јапонија, Осука Казуја, кој што беше, значи, добитник на плакета како најголем донатор во Источниот регион. Во овој контекст, значи, сакам да се заблагодарам на сите оние наши поддржувачи, сите наши спонзори, наши членови и така натаму, кои што не поддржува и посебно што верува во нас овие 10 години, бидејќи оваа година, 2024 година, славиме 10 години од постојање на планинарски спортски клуб Голак од Делчево, и исто така, значи, сакам оваа плакета специјално да ја посветам на нашите младинци од младинската секција на ПСК Голак Делчево, предводени од младинските лидери Магдалена Искра Георгиевски, Вања Георгиева, Ивана Георгиева, Мартин Ристовски и Давид Златковски. Кој друг добија Делчево плакета? Исто така се гордееме со уште еден наш човек од Делчево, тоа е Миле Велков, попознат како Фантомо, поранешен полицаец, кој што доби плакета за мислам дека беше хумана и општо корисна работа, бидејќи тој со своите дела и самите знаеме дека во село Трботивиште направи многу работи, обележуваше, значи, улици, булеварот во Трботивиште, уредуваше дел од простори во црквата и така натаму, значи многу работи во Делчево, исто така мини паркче пред неговата зграда и така натаму. Така што ние сме како планинарски клуб и исто така Миле Велков добитници на 2 плакети од вкупно 15 плакети. Ја прави синергијата помеѓу луѓето и нашите шуми. Бројот на членови кај ни постојано раста. Да го видиме прилогот Планинарски спортски клуб Голак Делчево, најдоброто во планинарските спортови. Кога во 2014 година војовеникот во планините, шумарскиот инженер Јучо Чучуковски од Делчево го формира планинарскиот спортски клуб Голак, малку кој во градот од Голак мислеше дека за само 10 години планинарскиот спорт во овој убав крај ќе прерасне во масовно движење. Денес клубот има 186 членови, од кои 78 се младинци. Клубот Голак со секоја своја идеја и организација ја исполнува својата основна мисија да ги издружува луѓето и планините и секој од тоа дружење да има корист. Луѓето да ја чуваат шумата во планините, а планините да влијаат на доброто здравје на луѓето. Тоа е таа меѓусебна љубов која со секој нов ден стана се подлабока. За планинарскиот спортски клуб Голак од Делчево можат да се напишат романи, но надушо ќе кажеме. Организирани 175 маршеви, искачени 110 планини во 12 држави на Европа и Америка, искачени 4 врвови над 4000 метри височина, над 1000 учесници во традиционалните планинарски маршеви на Голак, безброј кампови и обуки за немладите.
И тоа не е се. Во агендата на клубот Голак е и поставување планинарски патеки на територијата на општините Делчево, Видица, Берово, организација на планински велосипедизам, учество на еколошки акции, 50 младици од Шпанија, Литванија, Босна и Херцеговина, Албанија, Бугарија, Косово, учесници на Великденски марш во општина Делчево. За придонесот кон запознавање и зачувување на планините во источниот регион како наше посебно богатство, регионалниот актив на новинари Исток на планинарскиот спортски клуб Голак од Делчево му доделува признание за најдоброто во планинарскиот